Во 2023 година жените и девојките во државата ги мачат прашања кои ја прикажуваат реалната слика со родовата нееднаквост во земјата. Прашања кои прикажуваат колку никој не мисли на женската благосостојба, повеќе својната и системска дискриминација, газењето на човековите права, насилството, сиромаштијата и општата апатичност да се признае јасно и гласно. Жените во Македонија ниту се еднакви, ниту слободни, ниту безбедни. Имаме некое унапредување во сите овие сфери што ги споменав досега. Меѓутоа тоа не е доволно, затоа што гледаме дека на терен работите се уште не се менуваат. Имено останав без работа, односно не ми беше продолжен договорот на определено време, откако моите работодавци во област на книжарството, нема да ги именувам сега, дознаа дека сум бремена, тие магично преку ноќ донеса одлука дека јас треба да останам без работа. Година сватив во каков контекст живеам и дека имаме уште многу простор за борба ние како жени, да ги унапредиме своите права, затоа што како по-комплексни општествените процеси и феномени стигнуваат, толку повеќе и се создава простор за дискриминација на жени. Тоа што е важно, оние закони кои што се донесоа, кои што се изедначуваат со потребите, кои што ги налага Истанбулската конвенција, например, која што оваа држава ја има ратификувано, се уште не гледаме резултатот тоа. Тоа значи дека институциите треба да започнат со имплементација на овие политики и конечно да видиме резултат кој што ќе се случува не само во главниот град, туку и во другите градови во оваа земја. Денес протест, утре штрайк! Денес протест, утре штрайк!